Како можам да се справам со честата потреба за мокрење, посебно во текот на ноќта, дали има ефикасен лек за справување со овој проблем? Дисфункцијата на мочниот меур се јавува во најмалку 80% од пациентите со мултипла склероза и се должи на тоа кога постои прекин или одложен пренос на нервните импулси во делови на централниот нервен систем кои контролираат бешиката и уринарните сфинктери. Спастичен, односно хиперактивен мочен меур кој не е во состојба да ја задржи нормалната количина на урина или мочниот меур кој што не се испразнил правилно, задржува урина во истиот, може да предизвика повеќе симптоми вклучувајќи фреквенција или итност на мокрење, двоумење при започнување на мокрењето, често ноќно мокрење, ноктурија, инконтиненција, тоа е неможност да се задржи урината, неможност целосно да се испразни мочниот меур. Здравата функција на мочниот меур е неопходна за нормална функција на бубрезите, спречување на инфекција, лична независност, самодоверба и целокупниот квалитет на животот. Нетретирани проблеми со мочниот меур може да предизвикаат влошување на другите симптоми на МС, како што се слабост и спастичност, повторени инфекции на мочниот меур или уринарниот тракт, или камења во бубрезите, што можат да предизвикаат сериозна болка и да го загрозат целокупното здравје. Предизвици во работата, домот и социјалните активности, губење на независност, самодоверба и несигурност. Раната медицинска проценка е важна да се утврди причината за симптомите на мочниот меур и да се изберат соодветни стратегии за справување и третман. Опции за справување и третман кои се? Симптомите на мочниот меур обично успешно можат да се справат со модификации на животниот стил, со лекови, со физикална терапија или со процедури за стимулација на нервите. Промените во животниот стил може да вклучуваат модифицирани диети, адекватен внес на течности, неколку часа пред спиење, повеќе од 10 лекови во различни форми се достапни за решавање на специфични симптоми на мочниот меур кај мултипла склероза. Антихолинергични лекови за релаксирање на мускулот деструсор се оксибутинин, тоа е познатиот дитропан, дитропан иксел или окситрол, трансдермална лепенка, пропантелин, имиприн, толтеродин и други. Додека било од кој од нив може да уплажи итноста, фреквенцијата, ноктуријата или инконтиненцијата, треба да се најде кој лек соодветно делува за секој пациент поединечно. Главните несакани ефекти од овие лекови се сува уста и запек, што пак од своја страна ќе треба да се внимава при нивно користење. Постои десмопресин ацетат спреј за нос, кој привремено ја намалува количината на урина од бубрезите и овозможува помирен сон. Останатите опции се физикална терапија, често пропишана за симптоми на спастичен или хиперактивен мочен меур и е насочена кон групата мускули на карличната коска и сакрумот, кои се одговорни за мочниот меур и функцијата на цревата. Терапијата користи биофидбек, невромускулна стимулација и дневни домашни вежби и делува со зајакнување на мускулите на карлицата, подобрување на контролата на мускулите и изведување на мускулна релаксација, колку што е потребно за мокрење. За време на перкутана стимулација на тимијалниот нерв, така назначена ПТНС, за симптоми на спастичен или хиперактивен мочен меур, се користи многу мала игласта електрода која е вметната во глуждот. Електродата пренесува сигнал до сакралниот плексус, тоа е мрежа на нерви кои што ги контролираат мускулите на мочниот меур и карлицата. Докажано е дека третманот 30 минути неделно во период од 12 недели ја намалува фреквенцијата на урина, ургентност, ноќно мокрење и инконтиненција. Може да се препорача интерминентна самокатеризација за потешкоти во празнење на мочниот меур.
Оваа катетеризација користи мала цевка, тој катетар, кој што се вметнува во уретрата за да се испразни мочниот меур, а потоа се отстранува. ИСЦ еден или повеќе пати на ден може да помогне во контролирање на истекување на мочниот меур, во итноста и фреквенцијата и ноќното мокрење кај луѓе кои не можат целосно да го испразнат мочниот меур самостојно. Интерстил е мал уред кој е хирушки враден под кожата и ги стимулира сакралните нерви и се користи за лекување на прекумерна активност на мочниот меур, задржување на урина и некои видови на дисфункција на цревата. Здравјето на мочниот меур е клучно за целокупното здравје и квалитетот на живот кај пациентите со мултипла склероза.